Владата идната недела ќе разгледува дали трговците предпразнично ги зголемиле цените на храната. Министерот за економија Бесар Дурмиши вели ако имало девијантно однесување од трговците, ќе одлучат како ќе постапат. Владата одлучи да нема празнични потрошувачки кошнички ниту ограничување на маржите како минатите години, бидејќи ефектот бил додека траат кошничките, а потоа цените растеле. Земаме потрошувачите од овие денови, крените денови на месец декември и првите денови на месец јануари и ќе бидат известени и јавноста и вие за односно во рамки на ова дали има девијантно однесување од трговците или зголемување на цените, ќе бидат известени како да постапиме понатаму, ако е така како што велите вие, за ова ќе бидат известени во комитет. Граѓаните пак предпразнично реагираа дека цените растат и одат до плафон. Покачени се цените на прехранбени производи или? Па има и покачени, има и на акции, има и поевтино и така. Цените се солени преку солени. Средно што имаме тоа. Дурмиши пред една недела кажа дека податоците покажувале дека цените не биле покачени. Ние кога имаше девијантно однесување од страна на трговците, донесавме мерки кои беа краткорочни решенија. Така да такво нешто до сега еве и пред 2 дена и денеска се случува со директорот од пазарна инспекција, до сега немаме информации дека има такво нешто или девијантно однесување или зголемување на цените, поточно на тие производи каде што се употребуваат повеќе на празниците. Иако најголемата надеж за стабилизација на цените минатата година се гледаше во Комисијата за заштита од конкуренцијата, која требаше да ги санкционира картелите и договарањето на цените, владата сега со најава дека со законски измени 10-кратно ќе ги зголеми казните, особено за големите маркети и трговците. Ова следува по реакциите во јавноста дека се преслаби казните од по 50.000 евра кои ги изрече КЗК на 4 маркети за картелско здружување и договарање на цените. Наредна година се надеваме дека ќе има одредени промени, посебно во казнената политика. Зголемување на казните? Да, зголемување, 10-кратно зголемување на казните, посебно за големите маркети. Место да имаме казна 20.000 евра, да се движи над 100.000 евра, да биде и 200.000 евра казна, меѓутоа сепак тоа треба повторно да разговараме сите и да го договориме на едно ниво кое ќе значи и заштита на стандардот на граѓаните од вакви изигрување, картелски здружувања. Во среда пак Државниот завод за статистика треба да ги објави податоците за декемвриската инфлација. За ноември таа беше 4%, кај трошоците за храна и безалкохолните пијалоци во ноември беше забележан скок од 5,4% во однос на ноември лани. Годишната инфлација пак исто се движи околу 4%. Сепак владата проектираше дека 2026 година таа ќе падне и годината ќе ја завршиме со инфлација од 2,5%.